Благодарам, председателка. И навистина мене ми е чест да зборувам сега денеска за потребата на донесување на овој, односно на потребата за измената на Законот за основно образование со тоа што се додава историјата како задолжителен предмет. Навистина ми е чест, бидејќи како човек кој што доаѓа од областта на науката, сметам дека историјата е една од најважните области кои што мора да се изучуваат и не за, мислам, токму затоа и историјата како наука припаѓа во две подрачја, пошироки подрачја, односно се изучува и како општествена наука и како хуманистичка наука, со што се дава уште пошироко значење на овој предмет во развојот на индивидуата, но и во развојот на општеството. Бидејќи овие науки ги проучуваат, тоа се дисциплини кои го проучуваат човекот и неговите аспекти кон светот, меѓутоа и знаењата, културата и самоизразувањето на човекот како поединец, но и на цели едни цивилизации и цивилизацијски вредности. И оттаму сметаме дека историјата навистина е исклучително потребен предмет да се изучува во основното образование, бидејќи е несомнено поврзан со многу други дисциплини и со многу други аспекти кои што во животот на младиот човек утврдуваат морални и етички вредности, а понатаму тоа се пресликува и во неговиот, односно нејзиниот однос кон општеството, кон граѓаните, кон природата, кон иднината, но и кон минатото како дел од овие процеси. Зошто историја? Зошто токму историја? Значи, на оваа седница утврдуваме и која е потребата за донесување на измени, предлог измени на овој закон, со вклучување на историјата во задолжително основно образование. Предходните говорници, колегите пред мене, многу дебатира и разговара, цитира познати мислители, филозофи, научници од сите области кои што сметале дека историјата е еден од најважните предмети, најважните дисциплини кои што мора да ја совладаме. Знаете како велат, од историјата треба да учиме на своите грешки, но историјата исто така и ни покажува дека најчесто и не учиме од своите грешки. Така да сите овие факти кои што беа веќе изнесени како аргументи за потребата на донесување и измени на овој закон, не би ги повторувала, но би повторила дека историјата едноставно е дел од светскиот глобален поредок, кој што секој човек кој што треба да биде дел од општеството мора да го познава, мора да го знае. Јас со мене ја земав оваа книга, која што неодамна излезе во издание на МАНУ, Македонската академија на науките и уметностите, која што имено се вика Прилози за историјата на Македонија и македонската култура. Значи, исклучително издание, кое што сметам дека сите треба да го имаме, да го прочитаме, да го консултираме, бидејќи навистина станува збор за едно издание кое опфаќа важноста на историјата и историските случувања на територијата на Македонија во еден многу голем период, значи уште од антиката па до денес, со сите превирања и со сите случувања. Оваа книга е производ на една потреба за зајакнување, не за градење, за зајакнување на националниот идентитет и затоа потенцирам дека станува збор за прилози за историјата на Македонија, значи на националниот, а не на етничкиот идентитет. И затоа е исто така многу важна историјата како наука и како дисциплина да остане во рамките на основното образование, бидејќи преку неа го зајакнуваме нашиот национален идентитет, нашата припадност, но исто така, повторно ќе повторам, учиме на грешките. Потребата на овој закон, односно која беше поривот, мотивацијата на ВМРО ДПМН да го поднесе, да го даде како предлог оваа измена, е имено оние историски напади кои што ни се случуваат во изминатиот период, и токму тој историски развој на Македонија, значи доколку не се учи како задолжителен предмет
младите, а во иднина возрастните, нема да знаат дека ова не е прв пат да се случуваат вакви премиражи во македонската земја, на македонското општество. Значи, од тој аспект произлегува и оваа потреба, бидејќи ние се чувствуваме загрозени од страна на така наречените договори за добрососедство, во кој што сметаме дека е дадена преголема слобода и недоволен реципроцитет на едната страна на преговарање, во овој случај бугарската, која што некако милува да ги превртува фактите, историските факти и да ги врти кон своја толкување, кон своја интерпретација. И токму затоа, бидејќи историјата многу често се интерпретира и се реинтерпретира, ние сметаме дека треба да биде задолжителен предмет во основното образование, бидејќи можеби во основното образование историјата е наједноставна, највистинита, со факти, без толкување, без реконтекстуализација, туку онака како што е. Знаете, зошто треба да се учи историја и зошто историјата понатаму се става во контекст на многу други области, во многу други науки. Еве, јас ќе тргнам од мојата област и наука, например, зошто децата да не знаат и да не учат за постоењето на така наречената македонска ренесанса, која што се појавува скоро 2 века пред европската ренесанса, која што се учи во светските учебници, за жал кај нас не се учеше, и мислам дека си уште не се учи, освен по предметите историја на уметност. Македонска ренесанса, од каде произлезена и славната фреска во Нерези, оплакувањето на Христа, кое што е еден од светските феномени, еден од светските примери на уметнички дела. Македонска ренесанса, која што произлегува од Византија, односно од така наречената македонска династија. Значи, тоа е стекнување, доколку децата го знаат ова и го научат како факт, кој што светот го цени. Ние мислиме, и јас лично мислам, дека така ќе се развие една многу поголемо почитување на учениците кон сопствената земја, пред секој сопствената земја. Че повторно ќе кажам, национална историја, не етничка. Тоа мислиме. Знаете ли колку ќе се гордеат децата кога ќе знаат дека еден ваков факт, еден уникат во историјата на уметноста се наоѓа токму во Македонија и потекнува таа македонска ренесанса од македонска династија за време на Византија. Нешто што дури после 2 века се случува во Европа. Значи, така ќе ја градиме гордоста, така ќе ја градиме љубовта кон татковината, така ќе ја градиме едно чувство на континуитет, кое што ни го дава само историјата како наука. Значи, не може, другите науки не се изучуваат, оние кои што може да ни дадат континуитет, не се дел од образовните програми и точно така, и покрај тоа што јас, например, би сакала тие предмети да влезат во образовните програми, не влегуваат, затоа имаме историјата, бидејќи историјата е најсеопфатна. Бидејќи може да ги прикаже сите работи и сите контексти кои што се случувале во одредени временски периоди и од кои што ние треба да извлечеме поука и од кои што учениците треба да знаат како сме стигнале до тука. Не може ние да почнеме од нула, значи никој не почнувал од нула. Сакам да ви кажам еден пример за тоа колку се почитува историјата и нашата цел е Европа, Европска унија, европските вредности пред се. Значи, употреба и учење на европските вредности, примена на европските вредности, не само на хартија да зборуваме дека ние сакаме да бидеме дел од Европската унија, туку да земеме и примери од како Европа се справува со вакви состојби, со вакви конфликти како ние што го имаме, например, со нашиот источен сосед во однос на историјата. Бидејќи конфликтот со Република Бугарија е пред се заради историјата. Пример за тоа е, одличен пример за тоа е како Германија и Полска успеале да се справат со ваквиот предизвик. Па во 1972 година создаваат мешовита комисија, значи иста како ова ние сега што имаме со Бугарија, за создавање на учебници по историја. И при тоа тие не велат заедничка историја, туку велат споделена историја, а заеднички учебници. Значи, од таму тргнале. Во 1972 година, под покровителство дури на УНЕСКО се создала таа комисија како еден од поважните моменти во
обновувањето на Европа и европските односи после Втората светска војна. Знаете ли кога е излезен првиот учебник од оваа мешовита комисија помеѓу Германија и Полска? Првиот заеднички учебник, не историја, учебник, во 2016 година во јуни. 44 години откако комисијата се формирала. Значи 44 години внимателно се работело, тоа веќе не е една генерација на научници, тоа се веќе две генерации на научници кои што многу внимателно пришле на оваа проблематика и создавале заеднички учебник, каде што сите ќе бидат задоволни и каде што никој нема да биде повреден, ничија историја и историски процес нема да биде асимилиран или изменет, туку ќе биде детално потврден. 2016, 44 години по создавањето на комисијата. Вториот учебник, и тоа станува збор за серија на учебници кои што излегувале. Значи 4 се до сега излезени, вториот излегува во 2017, третиот во 2019, четвртиот учебник е излезен лани во 2020 година. 44 години се размислувало. Ние сакаме за 2 години да го решиме проблемот и за 2 години да ја менуваме историјата во нашите учебници. Тоа е невозможно. Тоа е неетички, тоа е неморално, тоа е несовесно, неодговорно, непрофесионален приод. Значи имаме прекрасни историчари, па дури и председателот на историската комисија, почитуваниот Драги Георгиев, кој што е еден од уредниците на ова издание. Дури и самиот тој рече дека оваа комисија не треба да влијае на никакви политички процеси. Дека историската комисија е една работа која што може да работи со години, како што гледаме во примерот со Германија и Полска и со децении. Друга е политиката. Но историчарите треба да се слушаат, бидејќи тие се записничарите на нашето минато. И покрај тоа што се толкува, и покрај тоа што сите велат дека историјата пишуваат победници, сепак во историските факти наоѓаме доволно докази за да се избегнат некои катастрофи, понатамошни катастрофи, бидејќи знаете како, и помеѓу децата почнува да се јавува тоа несогласување, тој политички, пренесен политички конфликт, дали сме Македонија или со Македонија. Имено затоа историјата треба да остане, затоа што ние нема да зборуваме во историјата за името на оваа територија, туку за историјата на оваа територија. За македонската историја, како што пишува овде во оваа книга. Прилози за историјата на Македонија и македонската култура. И зошто ја земав токму оваа книга, која што имаше промоција пред само 1 месец, бидејќи овде, колеги, во содржината се туку сите се исклучително важни реферати, прилози, научни прилози, кои што зборуваат за Македонија, за културата во Македонија, македонската цивилизација од раното бронзено доба до денес. Низ неколку аспекти, низ аспекти на црковни документи, низ аспекти на историски документи, без никаква претензија кон нешто, без, значи, најфактографски, најисториски, што би рекле ние. Знаете, историјата е нешто што, како вели, ќе цитирам Катица Ќулавкова во незиниот вовед за историјата, вели, за да се разбере историскиот процес, историската наука треба да се ослободи од големите цивилизацијски и национални заблуди и предрасуди. Предуслов за таквото разбирање е познавањето на јазикот на историјата, кој, поради политичката важност на историјата, е тежок и таен јазик. Значи, од тие причини историското минато не смее да се подценува, ниту да се релативизира, не смее да се приграбува од другите, ниту да се отстапува на другите, а така наречените споделени места на меморија не се исто што и заедничка историја, уште помалку алиби за културен хегемонизам во науката наречен етноцид, кој што е различен од геноцид, а се однесува на облиците на ултимативната етничка, верска и културна конверзија. Доколку го направиме тоа што се планира да се направи со новата концепција, тоа е спојување на историјата и граѓанското општество, како што видов во последната презентација
од представници од Министерството за образование и наука, впрочем и колегите овде што се исто така укажаа неколку пати на тоа дека ќе биде историја и граѓанско општество. Знаете, ние ја пренасочуваме историјата во една друга насока и во еден контекст на изучување како дел од граѓанското општество. Меѓутоа, историјата не е само дел од граѓанското општество. Историјата се користи во многу други науки. Затоа е потребно историјата да биде самостојна наука. Секаде во светот е самостојна наука. Направени се анализи и компарации. Да, имаме ние примери во Македонија, во одредени приватни средни училишта, каде што и основни училишта, каде што историјата не се изучува како посебен предмет, меѓутоа доколку проверите ќе видите дека се изучува како посебен предмет. Значи не е точно дека го нема, ќе кажам во нова гимназијата која што е приватна. А и може би да кажеме дека во нова историјата не е толку експонирана, бидејќи има сосема друга средина на ученици, значи сосема друг аспект на гледање на школскиот систем на образованието во таа приватна гимназија со оглед на тоа дека е меѓународна. Не навлегувам во тоа, значи и покрај тоа што и во таква гимназија и во такво едно училиште меѓународно, приватно, сепак историјата се изучува по сите правила како што треба во однос на светските цивилизации, во однос на светската историја. Ние овде мора да учиме македонската историја, историјата на територијата на Македонија, бидејќи мора да го градиме и да го зајакнуваме, да ја зајакнуваме припадноста, бидејќи долку не ја зајакнеме припадноста, нашите деца ќе продолжат да си бегаат од тука, да си заминуваат, да бараат својата среќа надвор од Македонија и никогаш нема да сакаат да се вратат, бидејќи не ја познаваат својата Македонија, не ја познаваат својата држава. Доколку го тргнеме предметот историја на овој начин предава, значи историја како засебен, самостоен предмет, не како дел од граѓанскиот концепт, ќе се случи тоа. Децата нема да ја запознаат својата историја, нема да знаат зошто е важно да се научат сите тие периоди низ кои поминала оваа територија, затоа што ние денес имаме докази на оваа територија за тие периоди. Ние имаме фантастични градби, фантастични културни споменици, фантастични литературни дела кои што се сведоци на некои историски културни процеси, пред се историски, цивилизацијски процеси, доколку ние учиме историјата како предмет, доколку децата наши не ја учат, тие нема да ги разберат, нема да ги сватат тие цивилизацијски процеси, достигнувања, па и грешки, бидејќи се учиме на грешки. Мене ми е секогаш фасцинантен примерот да ги споредувам културните добри и нивните историски вредности. Например, зошто треба да знаеме, да учиме историја, бидејќи многу малку ученици, за жал, знаат за постоењето на Света Богородица при Влепта во Охрид, кој што исклучително дело, исклучителна трага остава во светската историја, во светската цивилизација, како дел од религиозни, културни и цивилизацијски процеси, но не помалку важна е Шарината џамија во Тетово, кој што е уникатен пример во светот. Уникатен пример на влијание на византиската култура врз исламската култура, која што ја прифаќа и која што го создава тоа прекрасно дело. Доколку учениците учат историја, ќе ги поврзаат овие работи, ќе знаат зошто е важно Шарена џамија во историски контекст. Не во метнички само, туку и во историски. Ќе се почитуваме повеќе, ќе се цениме повеќе самите себе и ќе бидеме многу поисправени пред овие предизвици кои што Бугарија во овој период ни ги прави, фала Богу и јужниот сосед веќе си го доби тоа што го сакаше. Но ние сме постојано под налет на една историска апроприација. Постојано ни присвојуваат нешто, бидејќи и ние сега сакаме предметот кој што е единствен, кој што ќе ни го гради нашиот национален идентитет, ќе го зајакнува нашиот културен идентитет. Ние сакаме да го тргнеме, да го претопиме во предмет кој што ќе се вика историја и граѓанско општество. Не знам што ќе се случи во тоа историја и граѓанско општество, но знаете, историјата е дел од многу други подрачја, од многу други науки. Значи, доколку не учиме за хеленистичката цивилизација, за римската цивилизација, па и за македонската цивилизација, македонската династија, како еден процес од цивилизацијата во античките времиња,
ние нема да ги знаеме движењата, нема да ги знаеме миграциите, нема да знаеме многу факти кои што се поврзани со тој период. Ние нема да знаеме за Аристотел, нема да знаеме за Херодот, нема да знаеме за Сократ, кои што понатаму се употребуваат во многу други научни дисциплини, па почнувајќи од математиката, завршувајќи до музиката, сите овие историски личности се спомнуваат и се обработуваат. И многу ќе биде интересно доколку децата не знаат за тоа што се случувало, а сега треба да го употребат тоа во некој друг предмет. Значи, треба да има континуитет. Образованието е едноставно, не треба да го комплицираме на овој начин, многу се комплицира. Јас постојано зборувам за концепцијата, да, концепцијата е потребна реформа во образованието, но оваа концепција повеќе укажува на едно многу убаво учење во контекст. Значи, при тоа не треба да се менуваат толку предмети, не треба да се сублимираат, да се интегрираат предмети, само треба да се разбие начинот на предавање, начинот на разбирање кај децата. Сите сме работеле со деца овдека, сите сме од образованието, меѓутоа вие мора да му го ставите секој процес во било кој предмет, доколку го ставите предметот на истражување, значи лекцијата во тој час кој што се учи, доколку го ставите во еден историски контекст, тогаш ќе се добие именно тоа што министерката Царовска го бара, а тоа е дека децата ќе учат содржина, а не само факти. Значи историјата ни ја дава содржината, историјата ни го дава контекстот на изучување. Доколку не ја познаваме историјата, нема да можеме да го употребиме тој контекст, нема да знаеме како да го изучуваме било кој предмет во одреден контекст. Културата и историјата се исто така многу поврзани. Јас сум човек кој што доаѓа од културата, покрај образование, и можам да кажам еве дека доколку исто така сите процеси историски носат и одредени културни вредности, цивилизацијски вредности. Затоа ги спомнувам и овие споменици на културата, затоа ја спомнав и македонската ренесанса како еден процес. Знаете, во универзитетот во Мејн оваа година е направено истражување каде што е докажано дека културата многу повеќе му помага на човекот да се прилагоди кон својата околина отколку генетиката. Замислете. Културата, бидејќи културата е начинот на живење, а начинот на живење произлегува од историските процеси, од историските околности и случувања. Затоа е важна историјата, бидејќи научи како треба да размислуваме или како не треба да размислуваме. Се согласувам дека многу земји, многу, особено западни земји, прават вакви интеграции на процеси, меѓутоа, знаете како, ние треба да се гордееме бидејќи живееме во еден регион, Балканскиот регион, Југоисточна Европа, особено Македонија, која што е пребогата со историја. Значи, греото ќе биде од научен аспект да не се изучува историјата на толку богата историја, на толку богати историски културни случувања. Значи, на една територија во која што имате докази за историски настани, археолошки наоѓалишта, каде да копнете излегува некоја паричка, некој артефакт кој што ни искажува, кој што ни кажува уште една историска приказна која што произлегува од овој простор. И сега ние да не го користиме тоа како еден момент на гордење, како еден момент на богатство, национално богатство, навистина не разбирам зошто. Не разбирам зошто да им ускратуваме на младите да ја знаат историјата на ова поднебје, на ова територија. И тоа колку важно за понатамошните други цивилизацијски процеси, бидејќи знаеме исто така од историјата дека македонската историја и македонските личности, историски личности имаат оставено трага на многу поширок регион отколку на територијата на Македонија. Познавањето, сакам да спомнам нешто во врска со претходните говори. Ја спомнавте неколку пати чија е таа песна, како филм, како документарен филм. Јас ја имав таа можност да учествувам на втората светска премиера на тој филм 2007 година, 2006, извинете. И тој филм беше окарактеризиран, тој документарен филм од страна на науката беше многу критикуван и многу оцрнет. Бидејќи беше прикажан во еден негативен контекст. Сега зошто го кажувам ова?
бидејќи авторката ја игнорирала историјата на регионот. Тоа беше заклучокот на една научна конференција на која што присуствував, на која што самата авторка, самата режисерка Адела Пеева присуствуваше и која што беше прилично нападната, да ви кажам искрено, од страна на научниците, бидејќи целосно го игнорирала историскиот контекст на регионот, туку направила шоу од една прекрасна песна. Затоа треба да се учи историја. Историја треба да се учи за да знаеме дека на ова поднебје секогаш екзистирале во соживот повеќе култури, повеќе етнички заедници. Комши Капеджик, најубавиот пристап, кој што за жал сега не постои веќе, а го имаш кај нас. И имаше прекрасен соживот. Ги набројувам оние цели на наставните програми кои што беа дадени од страна на Министерката за подготвување на учебникот на историја за четврто одделение. Видете, тука има на голема грешка, со тоа граѓани на Република Македонија. Не може во историја да стои такво нешто, бидејќи ние сме 2 години со сменето име. Значи, се уште не сме влегле во една таква историска рамка, временска, за да учиме идентитет на граѓани на Република Северна Македонија. Че 2 години не е историски процес. Ме разбирате од научен аспект колку е тоа погрешно. Не постои таква нешто. Значи, ние можеме да кажеме дека се развива со историјата припадност на граѓани, значи национален идентитет. Така сме направиле многу повеќе за сите. А на овој начин правиме една кардинална научна грешка. Не може да правите во историја, во учебник по историја да кажувате дека ќе се зајакнува идентитет на граѓани на нешто што постои 2 години. Голема грешка. Многу се зборуваше за историјата, многу се зборува за историјата, за важноста на историјата во оваа книга, многу се зборуваше на јавната расправа за историјата и за важноста за историјата. И јас предлагам, бидејќи очигледно имаме проблем во разбирањето на важноста на историјата како наука помеѓу пратениците овде во собранието, можеби е добра идеја да се направи уште една јавна расправа на која што ќе се зборува само за важноста на историјата како предмет во основното образование. Имавме доста говорници на јавната расправа, историчари, но имаше и од другите области, можеби за да биде јасно зошто го бараме ова, треба да се направи, да се бара, јас барам јавна расправа конкретно за употребата на историјата, задолжителната употреба на предметот историја во основното образование. Бидејќи ќе направиме уште една историска грешка и нашите деца, младината и иднината на Македонија ќе осакатиме, ќе нема да знаат што се, нема да знаат од каде потекнуваат, нема да ги знаат своите корени. Дрво без корени не бидува, еве видовме сега на Орце Николов дека наводно корените се исушиле па ги исекоа дрвата, а историјата се нашите корени. Навистина не треба да дозволиме да бидеме исечени и убиени. Ви благодарам.